Новата епизода од Еден на еден започнува сега. Аха. Ко ти радио? Јаве, сам си Сам пишувам. си радио, а? Зашто бе? Шо е, брате, nije ми интересантно прави, ти кажем, брате. Кој ова? Не, ова конкретно, ова не е мој. Ова е Ѓоко. Ѓоко? Ова nije ни за Ѓоко, а камо ли за нешто друго, бе. А ова? О, ма не ради ме Не, ништа, тоа бе, исто не сум пријател. ја, тоа го пиша, Ма не знам кој е, шта е, бре. Не ми даеш, бре, да читам, бре, човече. Еј, абе знаеш што, ќе ги менјам сценаристите, 6 души имам што ми пишуваат, ама не ги бива, ја мислам исто. Колку ти пишу, 6 ljudi? Исто, не се добри изгледа. По ти, бре, имаш много паре, бре, заре, бре, кај тако бацаш паре на луѓе, бре. Hm? Гледате Еден на еден сезона 8. Вечерашни гости Неша Бриджис и Даниел Кајмаковски. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Здраво, јас сум Жарко Димитриевски, а ова е новата Еден на еден. Аплауз за Пеперминт! Денеска носам убави вести за сите. Според група научници, сега е лесно да препознаете дека политичарот лаже во моментот кога зборува. Сега ќе ви го кажам и процесот. Внимавајте, бидејќи деликатен е, не е баш лесен, но ако следите добро, ќе препознаете дека политичарот лаже во моментот додека зборува. Значи, пуштате говор на некој политичар. И тоа е тоа, генерал. Лаже. Имам уште една добра вест. Баба ми беше сериозно болна. Тоа не е добрата, ама се оправи. Јас ја спасив. Еве што се случи. Докторот ми вика во кома. Не се знае кога ќе се разбуди. Ама мене ми текна. Влегов во собата, се доближив до баба ми и шепнав: "Леле, ама сум гладен." Која рипна од кревет. Сега ќе ти направам нешто на брзина. Сега, сине! Гладен да не одиш на школа. Инаку тоа е моето правење палачинка. Многу мала средина сме и тоа мене ми смета, верувам дека и на вас. Сите со сите се знаат. Знаеш, не може да се скриеш, не може ништо да скриеш. Например, Джеймс Бонд, ако беше македонец. Како ќе работеше, бе, луѓе, Джеймс Бонд? Оди Джеймс Бонд на шанк, у казино. Нарачува пијачка, шанкерот го прашува како се вика, ој уште Бо. Не рекол Бо. Да каже, вика, Бо, шанкерот му вика, знам. Ти на Јасмина бившиот си, кај Панче шо работеше едно време. Чекај, кај си, у Дебека? У Дебека си. Јас се знам со вујкот и има он Опел Кадет купено од Стрикоми, од Дизелдорф. Джеймс Бонд, македонец, ти се мога. Не знам дали знаете, ама денеска, 25 март, Ана, се одбележува повторно часот на планетата Земја. Го знаеш ова? Не. Не, часот на планетата Земја, луѓе, 170 земји, меѓу кои Македонија, денеска 1 час ќе исклучат светло. Символична порака, нели, против негрижата за нештата во планетата. Сепак во Земја има луѓе што одбиваат да учествуваат во оваа акција, срам да им е. Ние ги прашавме зошто, а еве што ни одговорија во оваа Еден на еден анкета. Прашањето е зошто нема да го изгасите светлото за часот на планетата Земја? Диме Спасов одговори затоа што се плашам од темница. Зоран Заев одговори: не сум тука во салата по амбасади и имам нешто бизнис. Викторија Лоба нема да го изгаси затоа што свети во темница.
Флуоресцентна е. Наум Петрески нема да го изгаси затоа што сите ќе мислат дека е Чубака. Зошто тоа го правите? Океј. И последно, Цветин Чилиманов на прашањето зошто нема да го изгаси светлото, одговори затоа што стоасниот Цицко Солос се куе под коеветот. Стоасниот Цицко Солос. Секој се плаши од нешто, океј. Чилиманов се плаши од Солос, Тијана се плашиш од нешто, не знам, било што? Па се плашам женскизам, инсекти и ова, али тоа е ништо успоредба со тоа колку се плашам од брзо возење со кола, односно возење до него. Значи кога пајак вози. Па тоа ти е Да. споено, ем од инсекти се плашиш, ем од кола, а кога инсект вози, не дај Боже. Исто и јас од инсекти, не знам дали знаеш, има име тоа, се викало како ентомофобија беше. Ентомофобија се вика страв од инсекти. Ама ја читав за други некои фобии. И испадна дека всушност многу од нашите познати ги имаат овие светски познати фобии, како на пример ергофобија. Ергофобија е луѓе силен страв од работа. Значи ако работиш само еден ден во годината и одмараш другите 364 денови, ти дефинитивно имаш ергофобија, Миланка Рашич. Вработи се бе, жено, треба социјално да ти тече. Што ќе правиш? Оскари па Оскари. Оскари па Оскари. Никола Груевски исто. Има погонофобија. Погонофобија е луѓе екстремен страв од брада. Размислете малку. Дали овој човек некогаш сте го виделе со барем малку брада? Не. 10 години е на власт, 10 години секој ден е на телевизија и секогаш е ко да го бричат пред снимање, бе, да му се плюкнам. Сега добро. Види, некој ќе рече дека не е тоа причината, значи некој ќе рече дека е нешто друго, или е погонофобија или се уште не е влезен во пубертет. Мирка, онфалофобија, односно фобија од папок. Не, се зезам. Ова нема врска, сакав само да помислите на Мирка и на низиното папоче. Тоа беше тоа. Инаку Мирка нема мани, нема фобии, знаеме дека е совршената жена. Мирка. Коце Трајановски од друга страна има фобија. Тој има хилофобија. Одете на интернет и ќе видите дека тоа е страв од дрва. Мислам дека ова е повеќе од јасен случај со Коце, нели? Значи, веќе со години трае серијалот Коце против дрвата и Коце победува, но запамети Коце. Од маздата на дрвата ќе дојде надејна кога најбол ко очекуваш. Ќе биде брза, ефективна и сите липи, ореви, дабови и елки ќе ти го сменат животот за секогаш. И последната фобија ја има Ѓорѓе Иванов. Тоа е панофобија или страв од се. Председателе, ајде, излези од саксијата, председателе, па палачинки со крем има направено. Абе, кај си ти, председателе? Кај си ти, председателе? Тоа беа стравовите на луѓето на нашите познати личности, тоа беа стравовите. Гледате 1 на 1 сезона 8, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Добро сместете се, јас сум Супер Момент Офис плюс фотелја. Следуваат Неша Бриджис и Даниел Кемаковски. I want you to breathe me in, let me be your air. Во Заре јас се доста година познаем, дуго сараđujemo, могу све најболje да кажем за njega, добар е домакин, цар, дечко, не sad što mu je emisija, pa sad ja se nešto dodvoravam i to. Ne, nego realno pričam, ok lik, napredujemo emisija, to mi se dopada. Ja sam tu negde bio na samom početku kad je on i počeo da šljaka sve ovo sa svojom ekipom, tako da ogroman plus, znaš, gledana emisija, nešto otprilike kao Ivan Ivanović kod nas, tako je Zar 1 na 1 kod vas, tako da čak mislim da je i bolji od ovog. Ivanović. How deep is your love? How deep is your love?
is your love. Драги гледачи, сега ќе ви покажам една неверојатна Дечко, што е ова кашлање сред настап, го прекинуваш, го ремети шоуто. Ама имам идеја, специјално за тебе имам подготвено тревки кои што се набрани од највисоките планински врвови во еколошка и здрава средина. А сега, види што ќе направам. Абра чај дабра и имаме планински чај. Ова, дечко, ќе ти помогне со кашлицата, а и плюс е превкусан. Сега назад во 1 на 1. Имаме одлични гости. Денеска започнуваме со првиот наш гостин. Тој е еден од најквалитетните и најпознати комичари на целиот Балкан. И можам да речам и да се пофалам дека и мој добар пријател Ненад Даниловиќ, Неша Бриџис! Неша Бриџис! Седи Шоне. Чекај само нешто да пробам со Шоне. Questa porca c'è come Од тебе човек свашто може да очекува, брате. А, така ли? А, така, и то ми прија и волим то. Што сакаш да извадиме од доле? Шта hoćeš, брате? Еси ме питал шта hoćeš да извадиш од доле? Доле, да. Извади џоку. Тоа не може. Извини, Неша, брате, молим. голем дел од македонска публика те запозна со твое лице, звучи познато. Па не, нису ми тако деловали. Пролазио сам, никоме не извалио да сам то ја, немам појма, знаеш. Мало сам се осетио запостављен, немам појма. Сви су у фазону као, знаеш, ево овој први тип овде, он ме не зна име да ми изговори, брате, знаеш. Рекој е Неша Бриџич. Неша Бриџич. Да, Неша Бриџич. Добро, те запознавме со тоа, одеше на Сител. Така на Сител беше? Да, на Сител. Одеше на Сител, ама те знаевме и од стендап фестивали кои што ги организиравме и кај што одевме. Да, ја волим Скопје, волим лjude, Така. слично смо темперамента, тако да живимо од понеделјка до неделје 200 на сат, исто као и Белграду, тако да нас Од понеделник до понеделник. Па да, тај фазон, за журке константно, нон стоп и то е то ми се свиѓа брзина и тако. Така е, бре, Па, Неша. то ти кажам. Неша, кај учеше школа? Завршио сам јас сам саобраќајни техничар. Тоа ти е струка. Организација саобраќаја, да. Ја уствари треба да сам диспичер кој наводи автобусе де треба да иду фазон, знаеш. И пример сега ако те однесеме на раскрсница би се снашол со тоа. Не би. Ја би те послao да не кажам де, брат. Ја би те преварио одмah. Ти разумеш. Ама тоа ти е професија, така? Тачно, По школа, по занимање не, ама по струка да. По струка, да. Ето така. Ама занимање ти е стендап комичар. Стендап комичар, да. Како почна, бре, Неша? По мука ме натерала, брат. Сериозно? Да, радио sam sve i svašta stvarno u životu, radio sam i obezbeđenje, radio sam i kao čuvar. Кого обезбедуваше? Zgradu. Znaš, ja sam bio u zgradi i obezbeđivao sam zgradu. Znaš, da nisam radio sa ljudima pošto me nema. Vidiš da sam fit, živim brzo, a hranim se lako. Tako da radio sam na građevini, radio sam svuda. Susretao se sa raznoraznim ljudima, njihovim karakterima. Iz nekog razloga sam to upijao, stavljao pakovu u taj neki folder i na kraju mi je puko film, razumeš, nisam imao kinte, nemam pojma. Bio sam u fazonu, ušao u prvi klub, rekao mogu ja nešto da pričam, kaže izvoli druže, ja krenuo i tako Значи sam ти počeo. малте некако психијатар ти беше стендапот. Pa daj neki fazon, da. Neka terapija grupna. Прв настап кој ти беше? Прв. Prvi nastup, klub Maska na Vračaru ispod hrama Svetog Save u Beogradu. Nosio sam periku, imao sam brkove i nosio sam neki lažni stomak da ako ne prođem dobro da ljudi pljuju brku, a ne mene, znaš. Tako da... Значи ти имаше карактер. Pa da, tako sam počeo, znaš. И тоа беше Неша Бриџис? Pa da, tako sam kao, ako odem negde preko, to Bridges je kao svetski, И како može da пројде prođe to. Шоне? Како пројде? Шоне му е инаку прекар. Da, tako me zovu, da. Šone, Danone, delim bombone. И како беше? Добро Tako или sam не? počeo, mikrofon je... Првиот настап, првиот. Prvi nastup odlično sam prošao, to su ljudi, gazde bio zadovoljan.
zvao me ponovo da dođem, onako mikrofon me uvek privlačio, radim i dan danas u ateljeu 212, radio sam tamo kao dekorator, nameštao sam scenu, čupao eksere danas i sutradan ih vadio napolje. I uvek sam stajao na sceni i bio sam u fazonu, jednog dana bi mogao da napunim ja ovaj atelje 212 i to se desilo. I sono ti se ostvariš, I tu one. sam krenuo da kedam. Odi me! Da, tako sam počeo fazon, znaš. Си работел многу професии. Си живеел секаде, си живеел и на приземје и на подкрови. I u podrumu i u suterenu mogu knjigu da napišem fazon. Od vašvabe do gugutke ptice. Која е разликата беше оне пример да живееш доле на подрум и горе на Pa razlika je potkrovi? ljudi koji žive u suterenu ili u podrumu i ljudi koji žive na trećem, četvrtom spratu, to je recimo ljudi koji žive na trećem i četvrtom spratu se jave komši normalno, ćao komšo, kako si, jesi dobro, gledaju ga sa visine, a mi koji živimo u podrumu, ja mu pogledamo u pa mu se onda javi. Eto, to je razlika. To ti je cijela razlika. Nagledao sam se svega i svačega. Znaš, postoji jedna priča koja se zove Pogled kroz prozor. Dobro. Gde ja pričam o tome šta sam sve doživeo, pošto bili smo prilično ukopana generacija, razumeš? Prozor mi je gledao na ulicu i ljudi koji su tu stajali nisu provalili uopšte da neko živi dole, razumeš? Aha, i ne zna дека него ги гледа. Ne, nekad su nas često i zapišavali, razumeš, i to, tako da, znaš. Застанува и на прозорот, а? Pa, tačno, da. Tako da, jedno golemo životno iskustvo, mislim da ne bi mogao da se bavim stand-up komedijom, da sve to nisam prošao i tako dalje. Ne volim šablon stand-up komičare koji zapisuju svoj tekst, nauče ga napamet i onda kad se nešto zeznu, onda uzme papir pa gleda gde se zajebo, znaš. Добро, која тема ти е некоја тема која највише онака си ја исцедил до крај? Muško-ženski odnosi. Така? Da, muško-ženski odnosi, to mi je vrh. Омилен некој дел што највеќе пали публика од мушко-женски односи. Што е? Kako izgleda to kad počneš da živiš sa svojom devojkom, znaš, ili devojka sa tobom, Ајде. Еве ја размислувам да почнем, кажи ми. Nemoj, brate. A, ne? Zašto? Pa to je teška robija, brate. Zašto? Znaš, evo, tu su ljudi, devojke i to, znaš, dobro razmislite, znaš, ako hoćete da živite zajedno, onda nek dečko dođe kod vas, nemojte nikako kod dečka da idete, jer onda, znaš, izgubite svoju teritoriju i svoj identitet, znači, uvek dečko mora dođe kod vas. Znaš, i onda se polako krčka taj džak soli, narodski rečeno. Znaš, polako jedeš taj džak soli i onda dođeš do jedne raskrsnice gde, trebate da počnete da se uzimate, da pravite decu i tako dalje. U mom slučaju to se desilo, sedeli smo ovako nešto na krevetu, ona se nešto digla, tele nešto da dohvati, onako se baš se izvila i čulo se onako... Pa da, to je ta raskrsnica, razumeš? Znaš, na početku veze sve je upakovano zapravo, razumeš? Da, ne možeš da prdneš ispred svog dečka, ispred svoje devojke, odmah na početku ne. Nego mora se pojede taj džak soli da bi mogli, razumeš, da se malo opustimo, da ona zavoli tvoje mane, ti njene i tako dalje. Meni se to desilo, tu raskrsnicu sam prešao kad je ona prdnula. I to je prdnula prva, brate, razumeš? Tako da, pa da. I bilo mi je drago, bio sam u blagom šoku, ali mi je bilo drago. И како реагираш ти сега тука? Не знаеш дали треба да кажеш, дали треба да Pravio ќутиш. sam se lud da ona pomisli da to nisam čuo, razumeš, znaš. Bio sam u tom fazonu i onda se mi, znaš, posle 2 minuta sam bio u fazonu prdnula si, čestitamo, coke, znaš. Posle možemo i raspevanka i prdenje ispod jorgana, pošto jorgan sve trpi i tako dalje, znaš. Znaš kako izgleda raspevanko? Не. Ima svakakvih tih formi sad, ne znam da li... Како уште еднаш, како е? Како е? Da, onda je simpatično, znaš, kad ti dečko prdne, razumeš, onda ti kažeš jao, prdna moj meda, jao, medica, moj barni prdno i tako dalje. А до кога трае тоа шуме? Pa taj period prilagođavanja, kapiram, Valjda ne je zauvek. Kod mene je trao jedno 6-7 meseci fazom, znaš. Sećam se, bilo me sramota da kakim kod nje u stanu. Dobro. Znaš, bilo me sramota da kakim kod nje u stanu zato što nisam hteo da pokvarim utisak, znaš. Mi muškarci, kad odemo kod naših devojčica, devojki i tako dalje, nas muškarci uvek sramota da kenjamo kod vas u stanu, da znate, jer se plašimo da to ne izađe ispod praga i u tom momentu vi prolazite hodnikom i u fazonu ste joj, džukelo jedna, prvi put si mi u stanu i k***eš, razumeš? Tako da,
Ima to, znaš, svoju neku priču i filozofiju koja na kraju ispadne smešno, pa ja to Tačno. ispričam. Ali da bi ispalo smešno, moram prođem kroz Golgotu, razumeš? Tačno. Eto, tako da to je to. Stand-up je život i stil. Шоне, život je Шоне, stand-up. а си прошол ли низ Голготана, ние кај нас тоа го викаме дома зет. To je baš Golgota. Eto, znaš, bio sam... Si prošol низ тоа? Pa prošao sam, bio sam 9 godina zet, pa sam se razveo i tako dalje, pa sam se sad ponovo nešto udao jer živim daleko, pa mi odgovara da živim kod nje jer ona živi blizu, ali tu je njena keva, pa živim sa taštom, kapiraš? Ти во моментов живееш со Sa таштата. taštom, da. Супер. И како е тоа да си дома зет? Ma nije nikako. Nije nikako. Mora, znaš, tašta zna gde škripi parket, razumeš? Ona je jedinica, ona želi najbolje za svoje dete, razumeš? Така. Često nam upada u sobu i to ne liči ni na šta. Taman se namestim da nešto uradim, evo dolazi ona sa nekim papilotnama, razumeš? I izgleda kao neko mitsko biće meduza, razumeš? Pojavljuje se onako na senci, tačno zna gde škripi parket i tako dalje. Vrata su otvorena jer je patološki vezana za svog psa, Coku, razumeš, i tako А dalje. има и кученце. Da, to je njihov pas koji me mrzi, ne može da me gleda očima. Не зезај. Ali ne može da me Окей. Гледате 1 на 1 сезона 8, овозможено од Ford, Mida, Grand Motors. Имаш представа живот. Таа ти е Јест. нова представа. Jeste. Така. Da. Новата представа живот е баш материјал кој што не си го правел до сега. Da. Тоа ти е сосема ново. Значи сите што те гледале претходно на разни стендап настапи овде во Македонија, ова ќе им биде баш онака бомбон. Da, pa život predstava, bavi se životom. Ja volim da kažem da je život stand-up i da je stand-up život i svako ko bi malo gledao iz oka stand-up komičara ili bilo kog drugog zabavljača, malo bi drugačije to onako, znaš, sve izgledalo, bilo bi manje presije, manjeg pritiska, znaš, dođeš na šalter, ne može da se iznerviraš, razumeš, oko žene koja ti traži 680 papir da je doneseš, razumeš? Sve gledajte sa vedrije i smešnije strane i život će vam biti bombona. Така е. Така. Нешто така. Ај, на пример, вака, сега да пробаме некој фристайл да пробаме вака. Пример. Дај да речеме некој пеач балкански, нека биде тоа Тони Цетински, нека биде. Gle kako mi si gledi, očekuju od mene čudo neko. Ti snimaš boli kuva, a? Значи, полека имајте ниски очекувања. Snimao i onda kače na YouTube, imaš 2 miliona pregleda. Ajde, ovako ćemo. Оп, полека. Umirem 100 puta dnevno, a tebi je sasvim svejedno. Дај го тркалото на имитацијето за нешто. Ова ти се сега ситуација. Значи, имаш разни работи. Gle mene, okrećem se. Ќе видиме што ќе се... Ова можеш? Аки Рахимовски се вози во Форд и заглавува гужва на семафори. Šta je bre, brate, ovo na semaforu? Brate, mili brate, ubiću se, brate, šta da radim? Brate. Mislim, ne znam šta... За ова треба да влезе. Даниел Кајмаковски треба да влезе. Кај? Pa da li je moguće ovo da se tako potrefilo? A? Da, bolje te našao. Спремен си, микрофонче, све има. Kako si? Седи, значи Даниел Кајмаковски нарачува пица по телефон. Бара попуст, пошто е познат. Ево ти. Звони, а ти си на другата линија. Pizzerija Botako, zvolite. Ало, добро вечер. Добро Една пица вечер. да нарачам, ако може? Molim? Една пица да нарачам. Da naračaš? Да. Кој си бе ти? Naračaj, brate. А. Па добро, едно кватро формаджи со шунка и малку печурки да има. Ама ако може малце поевтино, знаете кои сум, нели? Ne znam, druže, meni su svi isti. Сви исти.
Значи, Даниел кај Маковски на телефон, таму шефот прашај го, некој попус одма да ми даде таму. Ало? Ало? Нема кватро формаджи. Наđi! Секогаш. Даниел, извини, молим те, друже, нисам те препознал. Нема, Ево, одма стиже кватри формаджи. нема Са мало проблем, шункици не. и печурки. Така е. А како попус си, бре, ставивте, нели, попусналци? Чекај, прво извини да ти честитам роđenje детета и се најбоље ужали благодарам, нека е жив и здрав и знаеш. да буде честит. Знам. Добар глас. Стане да се раз. Продолжуваме со Неша Бриджици, Даниел кај Маковски. Устанем сад, овде на лицу ме, ајде дојди! Ајде дојди! Ама ја, шта, ајде. Бре, чале, многу си смешен. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. Свет на вкусови. Витаминка. За да ја најдеме совршената чаша, направивме 8643 чаши со 75 комбинации на материјали и 44 различни димензии. Резултатот, совршената чаша е онаа со Јо Плюс, пробиотик јогуртот од Јока. Го зајакнува имунитетот и супер го регулира варењето на храната. Размислувај природно, храни се здраво. The more memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be Light by Samsonite.
Најдоброто место за вашето здравје Маврово ве повикува на сонце и чист воздух, на дружење и смеа, на топол камин и планинска идила во хотелите Бистра, Спорт и Лодж со почетна цена од само 25 евра по лице. Маврово за големи и мали. Ве очекуваме. Вниманието кон оние кои ни се најблиски е една од нескапоцените човечки вредности. Вложувајќи се и посветувајќи се максимално на секој детал, дури и најситниот, затоа што во борбата со канцерот тие заслужуваат нашата целосна поддршка. Бидејќи нашите најблиски се оние кои го исполнуваат нашето секојдневие со скапоцени моменти. Моменти за кои вреди да се бориме. Аџибадем Систина, Центар за онкологија и радиотерапија. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Види вака, сум симнал апликација за диети, апликација за трчање, апликација за следење килограм. А всушност, на сите кои внимаваат за здрав живот и правилна исхрана, не им треба ни iPhone, ни iPod. Туку ајран. Вистински лек на микрофлората во дигестивниот систем. Мераци. Ракаме назад. На Неша Бриджис му се придружува и Даниел Кајмаковски тука. Браво, браво. Како си, мајсторе? Одлично, фала многу. Тазе, татко. Така е. На малиот Давид. Ајде, нека е живо и здраво. Како вака се чувствуваш? Беше така како што мислеше дека ќе биде? Апсолутно, од секогаш си го замислував ова така. Пресреќни сме заедно со Кристина. Мислам дека одлично се снаоѓаме во новата улога и во секој случај е нешто што долго го посакував и го Ти чекав. уште во X Factor додека беше збореше сакам млад татко да бидам. Така е, така е. И ти се оствари тоа. Преубаво чувство и фала му на Господ. Колку имаш? 31? И 3. 33? Па и не си баш некој млад татко, бе, Даниел. Па не сум, не. Ама, Ама, Кристина за неа не знаевме, бе, Даниел? Успеа да ја сокриеш малку не од криев јавноста? многу. Мислам, нашето прво заедничко селфи на Инстаграм, мислам дека беше пред скоро 2 години. Моите фанови исто знаеа за неа, меѓутоа јавноста не примети, а ние не сакавме да се експонираме нешто многу, сакавме да уживаме во... И колку време си со неа фактички како пар? Па повеќе од 2 години. Браво, машало, одлично, одлично. Кај живеете, Даниел? Кај сте, во Скопје? Во Скопје сме, да. Во Скопје, добро. Имаш во план, бидејќи ти знаеме, нели, имаш, можеш кога сакаш во Австрија да си отидеш да се селиш, имаш план за да ја напуштиш Македонија или не? Па... Бидејќи друга ти е се улогата, татко е поинако. Така е, така е. Знаеме сите дека пред 3 години се вратив да бидам тука и моментално планот е тој. Значи, сакаме тука да сме. Син ми се роди во Македонија. Имам огромна одговорност и обврска према македонскиот народ како пејач и моментално немам други планови освен да сум тука. Така, добро. Твое лице звучи познато, таму се запознавте, така што? И јас. Така, не го знаеше Даниел претходно. Не. Не, твое лице Гласал звучи. сум за njega. Така? У X Factoru, да. Што беше твое лице звучи? Еве. Нема зезања. Нема Ја промаши зезања. десном, ја левом или обрнато. Што значеше за вас ТЛЗП во однос на популарност? Стварно еден озбилна мотор у леѓа, ветер у леѓа, како год. Па и мотор. Ма да, како не, јас сам кренуо негде да шибам. После ТЛЗП сам баш, брате, израсту едnog, брате, озбилnog лудака, брате. Ето, тоа е тоа, разумеш. Доста ми е помогao ТЛЗП, без зезања. Така, така. Даниел, и тебе претпоставам, мада ти си го имаш и X Factor претходно, не дека не те знаеа на Балканот. Добро, ама постои една огромна разлика измеѓу X Factor и тоа што е твое лице звучи познато. Тачно, да. И едноставно тоа за мене беше едно преубаво искуство, иако долго време ми требаше да ме убедат за учество.
Навистина не. Се мислеше, а? Навистина не бев Хапсили сигурен. ме проводно на аутопуту, разумеш, он човек бежал и го враќали, разумеш. Буквално да ја пофалам продукцијата Emotion, која ми го врати поверењето во луѓето, во соработка. Твое лице звучи познато, беше за мене најубавото искуство во шоу бизнисот. X-Factor беше еден преубав почеток, ама ТЛЗП беше нешто во кое се сомневав заради лошите искуства во X-Factor, но ми докажа луѓето од Emotion дека едноставно има и други луѓе и на крај испадна навистина феноменално. Од X-Factor не те исплатија. Од овде те исплатија или не? Дефинитивно, значи се беше како што на време треба. све уфул. Значи нема Одиме. Да, беше некојаш многу исцрпен. Да, Дора падна некојаш до тој степен да мора да те носат некаде на инфузија. Не, тоа не. Мислиш од умор, од замор или? Да, или не? По психолошки притисак, пада имунитета, идеш лево, десно, горе, доле, возикају те, идеш тамо, вамо, психолошки притисак, како то да изведеш, имаш публику, велики милионски аудиториум, знаеш, паднеш je. Паднеш. Даниел падна. Па за малку, да не беше нешто да, навистина. Јас сам ишол на ЕКГ, он ишол да приме инфузија. Заедно бевме во болница. Мало ме чука ми Ама ти возеш. Да? Па, нормално. Не, возели су нас други, брат. Бато. Одлично. Сега, ти си познат по фристайл. Јас сум фристайл аматер. Ќе се потрудам нешто, не сум профи како тебе, ќе видиме што ќе направиме. А Даниел сега да не стои така на празно, ти можеш да ни држиш пратечки вокали, пример. Пробај да не слушаш што ќе пееме. Све што е спонтано, све супер. Пробај пратечки вокали. Дај некој ритам. Така, добро. Добро, одлично. Не знае другари да бира, Неша ти е испод мира, 300 вира, но да нема конфузија, Неша ако треба ќе те носи на инфузија. Инфузија. Дифузија. У глави конфузија. Даниел пее многу јако, изгледа добро, во мајца и во сако, Неша па го бива ептен за стендап. Махер е за рап. Продужи. Махер е за рап. Здраве као дрен, деш увек нема рак. Увек е за мир, никада не е за рат. Увек е за мир. Никада за рат. Здрави смо. И немамо рак. Идемо на следно. Идемо. Дече мо. Не знам дече мо. Ali idemo zajedno. 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 Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Стопанска банка. Плаќај онлайн, брзо, лесно и сигурно. Неша знае Даниел, една од најомилени игри, зезанци за гостите на Неша. Значи за гостите на Неша, не за Неша самиот. И Неша кога е гостин исто. Така и Неша кога е гостин, е кога ќе му пуштат видео, а Неша треба да го надсинхронизира. Имате ли некое било какво видео? Što se dereš na mene? O čemu se radi? Zašto se dereš na mene, čoveče, bre? Ništa, ja tebe nisam uvredio, prijatelju. Uopšte nisam tebe uvredio. Znači, bradati, nemoj da ti ustanem sada to šamutim, razumeš, ti vaški igre u Brengdez. Znači, nemam problem sa tobom, imam problem sa tvojim čaletom, razumeš? 100 puta sam ti rekao, dođeš mi pare, tvoj čale mi dođe pare, ne dođeš mi ti, ja s tobom nisam sklapao poslove nikakve, bre, idiote, me čuješ, bre? Što se ide? Alo, bre, dosta, bre, tamo idite napolje pa sebite, bre, napolje pa tamo idite, ti će mi pričati. Mamam, bre, čale, nemoj da te, bre, iznabadam, ovdje ti ustanem sad, ovdje na licu me, ajde doći! Ajde doći! Ba šta se man gupiraš, bre, čale? Rekao sam ti 100 puta, ići ćemo na sud, razumiješ? Ići ćemo na sud. A što se ti dereš na mene, šta je, bre? Derem se zato što si, razumeš, uz čaleta, ideš mu uz nogu ko klinac, razumeš, koliko imaš konja, bre, godinu, bre, koliko imaš konju godina. Ma ne ostavi mi sina na miru, bre, dečko, bre, alo, dečko, ma ja, šta, ajde. Ej, bre, čale, mnogo si smešan, mnogo si smešan. Dobro je ovo, a? Da još, brate.
Неша Бриджис и Даниел Кајмаковски, мала пауза, играме да плукнешме и знашме ја после. Гледaju, a ne čuju, ne vide. Koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide. Значи, играта ви покажуваме наслов, треба да кажеме дали е вистински или лажен. Тоа е тоа. Овие се наслови од порталите. Или наслови што сме си ги измислиле сами. Ајде да видиме прв наслов. Отишол во Бурик Жилница пред 3 дена и не се вратил дома. Мислам дека измислим. Лажен. Ти? Лажен. Лажен, а? Ајде да видиме. Ова е за жал вистински наслов на македонските портали. Ајде да видиме следно. Гоца Тржан го покажа мачето. Алексеј? Лажен. Вистински. Да видиме. Да, ова е вистински. Ова е вистински наслов. Кој портали читаш ти? Ајде да видиме. Наташа, вакво чудо нема видено. Кога влезе во мене, мислев ке умрам. Кажи на тепка. Да. Вистински значи. Вау. Страм е да кажем да, ама. Ама на ти личи на да, а? Да видиме дали е вистина. Да, ова е вистински наслов, побоги. Еве ти еден јангден. И оди таму, браке, се опубликата. Аплауз за Ана Марија и за Алексеј. Ова е да плукнешме из нас свеа Неша Бриджис и Даниел Кајмаковски. Значи, момци, играта е проста и jednostavna. Секој од вас зема по еден златен даб. Свиѓа ми се игра одма. Еве и за Даниел еден златен даб. Сега. Ќе земе секој од вас длабока голтка, највеќе колку што може. Значи, после тоа ви пуштаме аудио. Вие се гледате во очи, но не ја голтате, така? Ви пуштаме аудио, ако е смешно, ќе се насмееш и ќе го направиш парта или другиот, а ако не, ќе си застанеш, ќе си кјутиш и тоа е тоа. Се разбираме? Се разбираме. Да, ако ми нешто смешно, плюjem njega, ако njemu nije смешно, он плюje мене. Така. Значи, ајде на здравје. Скопле! Ајде, сега длабока голтка, убаво, највеќе што можете. Оп, спремни режија. Оп, и не голтај. Добро, шо не, уредо е. Океј, гледате се очи, пушта им аудио. Старец, коju posluku poslati? Kome? Полека, издржите. Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Izvinite, ovo mora tu montaž. Koji gledaju, a ne čuju, ne vide. Koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne čuju. Izvinite, ovo mora... Даниел Кајмаковски, Неша Бриджис! Да, још, брате. Сакаш уште едно? Втора рунда. Sudden death. Ајде, пуштај. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете во програма сте. Ве слушаме, повелете. Свињата бела. Одиме со следниот глас. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете. Јанко, а ја не знам овој што ти се јави пред што те навреди, мислам. Ако? Проценката дека си свиња нема врска, ти си едно само обично говедо. Да. Ви допи. Неша, Даниел, сврти се таму. Good nature чај. Идеме поред. Оп, има витаминка. Еве витаминка тука оставаме. Зимај. И ова две кошули. Вие си имате кошули, за мене нема. Тоа е тоа, вие сте спасени. Неша Бриджис и Даниел Кајмаковски ме ова. Хвала. Зошто го сакам мојот Ford S-Max Titanium? Поради тоа што има огромен простор во кој што може да патуваат дури 7 луѓе.
Еве баш пред една недела, чисто однака, на викенд отидовме ја, Жаре, Спасе, жените, а дури и Пепердин ги земавме. А на враќање имавме уште повеќе простор, бидејќи го заборавивме пајак, не за друго. Kao što smo rekli na početku, s njim je skroz on je nepredvidiv čovjek, razumeš, kao što vidiš da nas je zavodio da se napljujemo, razumeš, kao političari fazon, znaš, ali na kraju je on dobio isto malo, znaš. Pa ako kad zavodiš, brate, onda malo ga ispljujemo i to. Ali super emisija, spontana, drago mi je da sam učestvovao u njoj zajedno sa Danielom, tako da, znaš.